Државниот завод за ревизија служи за да се утврди дали нацијата мудро ги троши јавните средства и парите на даночните обврзници. Затоа постои ревизија на регуларност и ревизија на успешност, бидејќи покрај евентуалните неправилности и нерегуларности и незаконито работење треба да се утврди и дали јавните ресурси и парите на даночните обврзници се трошат на економичен, ефикасен и ефективен начин. Се работи за едносмерноста во смисла дека законски е регулирано да Државниот завод за ревизија доставува ревидирани извештаи, ревизорски извештаи, информации и материјали до јавното обвинителство, до Министерството за внатрешни работи, Државна комисија за спречување корупција, но нема одредби кои што ќе утврдат законска задолжително да мора овие органи да го известуваат Државниот завод за ревизија за тоа како е постапено по основ на одите од ревизорите од Државниот завод за ревизија. Непостапувањето по извештаите на Државниот завод за ревизија е законска материја. Тие имаат обврска тоа да постапат, но во последно време јасно е дека извршната власт во Република Македонија е нетранспарентна, неотчетна и мајќи го тоа во предвид постојат одредени недостатоци и недоследности во тоа како тие треба да постапат согласно закон и согласно добрите практики. Во пракса досега Државниот завод за ревизија е една од институциите кои што покажа дека е независна, имајќи во предвид квалитетот и обемот кои што го доставуваат на своите извештаи. Досега немало, барем колку што нам ни е познато, досега немало некои проблеми од аспект на тоа дека субјектот не дозволил на ревизорите од Државен завод за ревизија да имаат пристап до оние податоци и документација кои што тие барат. Барем такво нешто нема до сега пријавено. Можат и граѓаните да достават препорака за кои субјекти да бидат ревидирани во наредниот период. Државниот завод за ревизија согласно добрите практики би требало да одговори на граѓаните за тоа дали ќе бидат земени во предвид нивните предлози во наредните годишни програми за работењето на Државен завод за ревизија и понатаму добрите практики покажуваат дека Државен завод за ревизија во нивниот годишен извештај за работење кој што мора да го достават до Собрание на Република Македонија, најмалку што можете да достават статистички податоци за тоа колку граѓани, колку невладиниот сектор, бизниси и други субјекти доставиле вакви барања и на колку од тие барања е одговорено позитивно.